Бугарскиот културен клуб Скопје дел од петицијата со која се повикува Бугарската православна црква да помогне во признавањето на црквите на Украина и Северна Македонија. На писмото до бугарскиот патриарх Неофит во име на иницијативниот комитет за признавање на црквите на Украина и Северна Македонија се потпишани неколку личности, меѓу кои и Мирослав Ризински, инаку заменик претседател на Бугарскиот културен клуб Скопје, а истата може да се најде и на фејсбук страницата на претседателот на клубот Лазар Младенов, како и на сајтот Татковина кој директно е поврзан со оваа невладина организација. Во петицијата на патриархот Неофит му се препорачува да направи напори кај Вселенската патријаршија за да се овозможи МПЦ-ОА да добие независност, бидејќи црковниот народ во Северна Македонија имал право на автокефална црква. Спорот за името на Македонија заврши со ратификацијата на Преспанскиот договор во грчкиот парламент. Како што кажавте и самиот, тоа беше условот за решавање на македонското црковно прашање. Ако БПЦ навистина има мајчински однос кон Македонската православна црква Охридска архиепископија, ве молиме без чекање да направите подготовки за да им обратите внимание на Вселенската патријаршија и на сестринските цркви за брзо и праведно решение на прашањето на автокефалноста на МПЦ-ОА. Иницијаторите нагласуваат дека МПЦ секако ќе оствари автокефалност со или без учество на Бугарската црква, но се нагласува дека доколку БПЦ не помогне на тој пат, немало да бидат отстранети како што велат последиците и ужасите од делувањето на Српската православна црква. Истовремено се повикува БПЦ да ги покани Вселенската патријаршија и Македонската православна црква на заедничко богослужење за ставање крај на конфликтите на Балканот. Инаку потписи ќе се собираат во Бугарија, Македонија и Украина, а во среда ќе биде одржан и собир пред синодот на БПЦ, од кој ќе се испрати порака за поддршка на оваа иницијатива.